Се наоѓаме на заливот на Коските, а разговараме со Јован Секуловски од Нуркачкиот клуб. На оваа тема денеска, од ова место се нурка и одите некаде под колибите. Кажете ни што се има таму под колибите, што може да се види таму? Археолошкиот локалитет е многу интересен. Значи има предмети кои се стари повеќе од 3000 години. Всушност тие се од бронзено доба и од железно доба. Значи има доста интересни работи кои можат да се видат, кои се околу колците. Има неколку места на кои правевме подводни истражувања, баш на тој период и во тој предел. Има кремени ножиња, има горни вилици од животни, има коски, има делови од керамика. Има интересни системи за тежина кои се користат за рибарски мрежи или за конци. Постојат исто под вода, има и мали чаши кои се користат за пиење и така натака. Сите овие работи додаваат едно најнормално нуркање да изгледа многу повозбудливо, за разлика од другите места кои нудат исто нуркање. Во текот на денот ние овде забележавме дека доаѓаат многу луѓе. Може ли да ни кажете колкава е заинтересираноста за нуркањето и дали повеќе доаѓаат почетници или сепак ова е место каде што повеќе доаѓаат професионални нуркачи? Да, во глобала интересот за нуркањето како алтернативен туризам, како подводна активност се повеќе зазема забав. Доаѓаат многу посетители, особено од Западна Европа. Меѓутоа не само тој дел, доаѓаат од целиот свет. И во глобала се почетници кои пробуваат за прв пат. Што треба да знае еден почетник пред да влезе во вода? Па наедноставно ништо, треба само да дојде и да биде опуштен и да биде релаксиран, да има барем основни познавања на пливање, со кои ние подоцна можеме полесно да се надоврзиме додека ја вршиме мини обуката во тој период, додека го спремаме да влеземе во вода. А колку трае таа мини обука, колку време треба да потроши? Па отприлика има еден мал вовет од 15 на минути каде се објаснуваат сите аспекти од нуркањето, всушност како работи опремата, како ја користиме под вода, како ќе се движиме под вода и подоцна заедно со нуркачкиот инструктор како водич се влегува во вода и се посетува археолошкиот локалитет кај заливов. Ти одамна нуркаш, може ли да ни кажеш колку години се во прашање и зошто го одбра баш нуркањето како спорт? Па ова ми е 16-та година веќе каде што нуркам. Спортот едноставно природно ми дојде заедно со татко ми на 7 годишна возраст. Пробав за прв пат да дишам под вода. Јас не се сеќавам, меѓутоа татко ми кажа дека само што излегов сум рекол сакам пак. Значи тоа е доволно да се знае дека јас веќе сум станал влюбеник во подводниот амбиент. Дека од ова место забележавме дека се влегува под вода, дека од овде почнуваат турите. Ова е едно од поатрактивните локации за нуркање, меѓутоа каде се на друго место во Охридското езеро може да се нурка? Така, значи имаме голема среќа што нуркачкиот центар е локализиран на едно од најдобрите места на обалата. Се влегува токму од ова место, меѓутоа се користи чамецот кој се наоѓа зад вас, на вашата лева страна. Кога одиде на малце подлабоки нуркања, го користиме чамецот. Меѓутоа овој дел према Трпејца, село Трпејца, сите локации се доста и мощни интересни за нуркање, особено за поискусни нуркачи и нуркачи кои имаат специјалност за длабинско нуркање. Вие како професионалци не нуркате само рекреативно, туку се случува и да треба да изведете некои работи, односно да помогнете во некои подводни градежни работи. Колку е тоа опасно, што се случува доле, дали има видливост, каква е видливоста, дали некогаш ве фатило страф во такви опасни ситуации? Па точно, значи никој не е имун на страф, ни на страф, ни на стрес. Нуркаме во екстремно тешки услови, како услови во ниска температура на вода, услови во екстремно лоша видливост, каде што е многу тешко човек да се ориентира додека нурка во вода. Работиме многу на цевоводи, на брани и работиме други комерцијални работи кои се под вода, меѓутоа за сите оние кои сакаат да го пробаат нуркањето, јас им препорачувам да остануваат во рекреативниот дел.
Нормално, секој си има своји апетити до каде сака да стигне. Во нашиот нуркачки центар можете да стигнете дури и до ниво на инструктор. Можеме да ја направиме инструктор и подоцна вие, ако се пронаѓате во овој спорт, да си го работите во иднина. Иван, пред нас имаме една боца со кислород. Може ли да ни објасниш што се има на неа, како се користи и дали ова безбедно, на што треба најмногу да се внимава и на крајот колку тежи? Вака, значи се работи за една стандардна нуркачка опрема. Значи тука имаме една боца, како што можете да приметите. Таа е всушност полна со воздух, не е полна со кислород, иако генерално луѓето мислат дека ние користиме кислород, не, всушност тоа е компримиран и филтриран воздух натре во боцата. На оваа боца имаме еден джекет или елек, за да можеме нормално да го ставиме на нас додека нуркаме. Меѓутоа, нашата позиција во вода ја контролираме со помош на овој елек. Што значи, со оваа направа тука, која се вика инфлатор, имаме две копчиња. Во случајот црвеното копче, кога и да го притиснеме, додаваме воздух во джекетот. Еве како тоа изгледа. Прилика. Ова не подкрева нагоре, ако треба да додадеме воздух. И имаме уште едно копче, кое служи за испуштање на воздухот, кое треба да го користиме за спуштање надолу. Така ја контролираме нашата позиција додека нуркаме. Значи тоа се наоѓа на вашата лева страна додека нуркаме. Обично од левата страна имаме мерач на притисок, односно манометар со кој мериме колку имаме воздух во боцата. Меѓутоа во овој случај јас го немам, затоа постои трансмитер преку кој гледам на мојот компјутер колку имам воздух додека нуркам. Тоа е од левата страна. Од десната страна имаме два регулатори. Како што може да забележите, едниот е жолт, жолта боја и е малце подолг. Тој се вика октопус. Тој е алтернативен извор на воздух и го користиме само како резерва, по случај да ни потреба. И ова е примарниот регулатор кој го користиме цело време додека нуркаме. Всушност, со регулатор, ако е добро изработен, во вода многу полесно се диши отколку на површина. Меѓутоа, не е само техничкиот аспект на опремата. Пред да се влези во вода, ние мораме да провериме дали се всушност работи како што треба. Има два вида на прегледи. Едниот е визуелен, односно гледаме дали е се добро наместено и дали е се како што треба. И вториот е активен преглед, каде што проверуваме дали сите инструменти и помагала работаат како што треба. Сега, ако влеземе во вода, постои уште една шанса тоа да се провери, се вика body check, каде што партнерите еден со друг се проверуваат дали е се во ред со опремата пред да се влезе во вода. Дали е ова безбеден спорт? Колку несреќи досега сте посведочиле? Фала му на Бога, досега не сме имале никаква несреќа. Благодарение на професионалниот тим и сериозниот пристап на работата, работиме според стандарди и програми на Scuba School International, која е интернационално призната асоциација за нуркање и се држиме строго до тие стандарди. Безбедноста на кандидатите кои доаѓаат тука ни е на прво место.